Од општина ништо не вика, ќе дојдеме, ќе видиме, дојде. Децата ништо 3-4 пати имаме побарано, нити не имат дојдено, нити не имат видено. И то. Проблемите овде, јас од 45 години овде живеам, ние на улица моментално не е направено како што треба. Имавме големи проблеми горе и со водите, со падните води, со канализацијата, со водата. Не е направено. Сега почнува нешто, ама многу слабо. Како досегашен советник во Советот на општина Битола, советничката група на Социјалдемократскиот сојуз и јас потегнавме иницијатива за отпочнување на детален урбанистички план кој што ќе ги опфати петочна вода заедно со овој реон кој што де факто го гледате како е руиниран. Значи овде не се интервенирало долги години, инфраструктурно е запоставен, делот од планското уредување е крајно запуштено, граѓаните се жалат, мештаните имаат крајна неизвестност дали ова воопшто ќе се направи. Јас се надевам дека при промена на власта, заедно со новиот градоначалник Мене Диневски и мнозинство во Советот на општина Битола, ќе се обидеме, се надевам дека и ќе успееме да ги направиме или да решиме најголем број од проблемите на граѓаните, иако тоа не е можно да се реши во еден мандат. Се надевам дека во континуитет тоа ќе го правиме подолго време. Разговаравме со голем дел од граѓаните на општина Битола и при тоа ги нотиравме и забележавме сите нивни приоритети и потреби. По нашата изборна програма, токму оваа улица, Неготинска, како и дел од Карароман се внесени како приоритетни дека новата локална самоуправа ќе направи целосна реконструкција и изградба токму на оваа улица. Ги знаеме проблемите, жалосно е што во изминатите 8 години, после потрошени 200 милиони евра, се уште имаме улици во кои нашите граѓани, нашите битолчани газат во кал.